Високите температури и топлотниот бран која зафати Македонија го зголеми бројот на интервенции на итната медицинска помош. Телефонските повици не стивнуваат дури и за време на продолжениот викенд, кога се очекува во најголем дел од времето граѓаните да ги почитуваат препораките на лекарите. Специфично е тоа што бројот на итни интервенции во нашата служба се покачени, што значи тоа дека луѓе кои што навистина им треба итна помош се јавуваат на нашите броеви. Со кои проблеми се најчесто? Колапсите се на прво место, значително е тоа што овие денови имаме зголемен број на сообраќајни незгоди од типот на со возила и со моторцикли, значи имаме и доста со мотори луѓе кои што имаат сообраќајни незгоди. Сето тоа е како резултат на покачените температури, нели неприлагодување на самата температура. Во однос на возраста, кај која возрастна група најголем број интервенции имате? Возрастната група е од 7 до 77. Значи имаме и кај помлада популација и кај постара, сите оние што не ги почитуваат, значи препораките, најчесто ги гледаме последиците од типот на колапси, значи низок притисок кај помладите луѓе се јавува, кај хроничните пациенти, значи влошување на хроничните симптоми. Мислам дека постарата популација малку повеќе ги почитуваат препораките и посебајле си ги завршуваат работите кога е помала температурата, а другата популација нели е на работоспособна и мора да се движат кога е покачена температурата. Топлотниот бран ќе се задржи до крајот на неделата со можни температури над 40 степени. Нашето подрачје е под влијание на топла воздушна маса од југ. Времето и во следните денови ќе се задржи сончево и многу топло, со дневна температура која особено долж по Вардарието ќе надмине наместа и 40 степени. Кон крајот на седмицава и за Скопје и околината се очекува да се достигне 40 и 41 степен. И покрај топлото време, од четврток до крајот на седмицата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и појава на грмежи. Во меѓувреме лекарите со апел до граѓаните да не се излегуваат доколку не е неопходно во периодот меѓу 11 и 17 часот. Воспротивно да бидат адекватно подготвени согласно препораките и особено внимателни во однос на климатизираните простории и надворешната температура.